Почитуван колега Мециновиќ, бев испровоциран да се јавам на оваа реплика. Од неколку аспекти. Прво, кажувате дека се работи за авантура. За каква авантура зборувате кога Велика Британија е втор најголем трговски партнер на Македонија? Авантура е, господине Мециновиќ, колега почитуван пратеник, тоа што вашиот претседател на партијата како Том Рајдер шета низ светот по гробови по споменици. Тоа е авантура. Ова е сериозен проект кој што ќе донесе многу добро за граѓаните. Сметам дека ширите неосновени стравови и лаги и шпекулации. Народот треба да знае и да биде спокоен и знае дека на овој начин ќе се обезбеди развој на модерна и товарна и брза патничка железница од Табановци до Гевгелија. Дека овој договор ќе значи инвестирање во здравството и изградба на нови болници. Дека ќе се завршат проектите на клиничката болница во Штип, изградба на нова зграда на медицинскиот факултет и студентски дом, изградба на болница и здравствен центар во Кичево, реконструкција на клиничката болница во Тетово, развој на капацитетите за сајбер безбедност и дигитална трансформација. Сметам дека ова е далеко од тоа што го зборувате, дека се работи за 6 милиарди заем, затоа што ќе се работи по ситуација. Ова значи дека ќе се обезбедат средства за големи капитални инфраструктурни проекти. Околу транспарентноста исто така не се согласувам. Сметам дека договорот е транспарентен, дека е јавно објавен и досега, како што гледате, ги поминува сите потребни процедури кои што значат транспарентност, поминува низ владата, потпишан е официјално договорот, еве денеска поминува и низ собранието, и дополнителните аспекти од овој договор повторно ќе ги поминат истите по истиот редослед влада, собрание, и нема ништо да остане скриено од граѓаните и од јавноста. Понатаму сметам дека средствата не се заем, туку ако бидат добро насочени кон големи инфраструктурни проекти, што во перспектива ќе значат голема придобивка за граѓаните на Република Македонија, сметам дека се добивка, и токму затоа оваа влада во последниве 12 месеци се гледа дека се разликува точно по силните проекти и инвестиции во инфраструктурата и во подобрување на животот на сите граѓани во Република Македонија. Сметам дека е потребно да се фокусираме сите и да го поддржиме овој договор и да се овозможи спроведување на целите, тоа е, пак ќе кажам, подобар живот за секој еден граѓанин во државата. Благодарам. Контра реплика.